Судот докажал само 6 судски случаи за злоупотреба на лични податоци на интернет за период од 12 години. Ова се податоци од Бирото за заштита на лични податоци. Иако се претпоставува дека злоупотребата на лични податоци е многу пораширена, сепак постапките за докажување се долги и тешки, што се потврдува и со малиот број на судски спорови. Злоупотребата на личните податоци е прашање кое кај нас не е докрај регулирано, па неопходни се итни законски интервенции. За прв пат медиумите, иако се повластена категорија, односно не одговараат на сите одредби на Законот за заштита на личните податоци, останува да бидат, да речеме, една привилегирана категорија, меѓутоа за прв пат се воведуваат критериуми врз основа на кои што медиумите и медиумските работници ќе треба да се раководат при објавувањето на одредена вест, а која што содржи лични податоци. Злоупотребата на личните податоци најчесто се случува поради земеноста на интернет порталите од Законот за медиуми. За нив да важи за онлайн медиумите тоа што важи и за печатените медиуми, имено оние што сакаат да може да се регистрираат како информативни медиуми, како њуз медиуми и некаква обврска да даваат годишни извештаи за финансиските резултати, за нивното работење, како и обврската што ја имаат традиционалните медиуми да објавуваат импресум, односно се знае кој е издавач, кој ги издава, кој уредува, кој е одговорен за содржината. За разлика од кај нас во европските земји, злоупотребата на личните податоци е строго регулирана со драконски казни кои достигнуваат до 50 милиони евра. Ова беше презентирано на денешната дебата за слобода на медиуми.